Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing. Death Thrash Metal бендот Ambrose е формиран во 2004 година и обстојуваат на сцената повеќе од 10 години. Нивниот прв албум го промовираа пред некој ден и е комплетно на англиски јазик. Текстовите се доста искрени и помалку брутални, а вокалот на групата не пречека со фин муабет и ни објасни неколку работи за албумот, сцената и за самиот него. Погледнете. 10,5 години, скоро 11, Ambrose, зашто нема ни еден спот, што се дешава, зашто толку андерграунд и од кај името ме интересира, зашто Ambrose баш? Чекај сега вака да почнам, зашто толку години прв албум без спот, па зашто? Затоа што ова музика, посебно тука на Балканот, па во Македонија, да не зборам, е многу малку прифатена. Опште наша андерграунд сцена не е толку развиена како што е во другите земји, да речеме кај нашите соседи во Бугарија, Грција, Србија, па и Албанија дури има големи метал концерти кои што се одржуваат нели на отворено со многу бендови странски што доаѓаат, имаат организаторите буџет, поддршка се, не знам како тоа им иде, ама кај нас тоа се уште го нема и се уште се развива. И баш поради таа причина ние после толку време имаме само едно демо 2008 година и после толку време успеваме со наши одвоени средства да го извадиме овој албум кој што толку време сме вложиле и се надевам дека на сите ќе им се допадне. Сега за името е, како да кажем, една смешна приказна, ќе ја скратам. Све се случува на еден од основачите Цветан, гледал некој филм, го слушал името Ambrose и помислил дека тоа е некој име на некој демон, му се свигало. Многу сме го употребил името, после тоа проверил на интернет, сваќа дека тоа е храна на боговите, значењето, ама нема врска. Ние го превземаме на наша страна, се останува Ambrose и тука се прави таа приказна, една фиктивна приказна, кај што позади Ambrose стоиме ние и ја прикажуваме борбата во општеството, кое што не е сјајно и на еден начин сакаме да пратиме порака кон сите да се освестат затоа што сме контролирани од мали човечиња што седат у фотели. Кажи ми, метал, блек, дед, треш, имаме... Како е припатено ме интересира од луѓе општо, како е било порано, како е сега, задоволни сте, не? Баш ка првенча, прв албум, како се осеќаш, тоа исто ми за... Како се осеќам, уште не сум свесен и покрај тоа што работевме толку време на него. И не знам сега некако, знам дека овој ден ќе ми биде низ магла. Чувството е одлично како и да е, затоа што го имаме тука во тврда копија и ќе ни остане за секогаш, па сега дај Боже да имаме уште еден куп албуми, така? Што беше другото прашање сега за поред? Другото прашање е како било тогаш пред 10 години припадена музикава, како е денеска со трет деш, дет метал? Значи, нашата сцена имала многу подеми падови. И сега тие подеми биле в периодот од 2005 до 2008, после тоа пак да има некое опаѓање на да нема кој да организира свирки. Има само едно место кај што организираме, немаме друг клуб кај што можеме, тоа беше Хавана, сегашно блок 20. И се уште таму организираме, им благодариме што сепак, нели, успеваме некако да се договориме со нив да направиме нешто за да имаме свирки. Публика има битно, доаѓаат луѓе на нас тебе, така не е тоа. Види сега публика нема, не сме задоволни толку од тоа, ама среќни сме и да дојдат 200 души, среќни сме, задоволни сме затоа што има и свирки кај што доаѓаат и 50 луѓе, ама нема врска ние да свириме пред двајца, ќе свириме кога да свириме пред 1000 души, така да тоа е таа енергија. Јасно. И за крај само кажи му уште кој ги пишува песните, кој како е задолжен, кои се улогите у бендот стари. Вака, јас сум вокалот, јас си ги пишувам текстовите и стојам позади нив. Во бендот секој нели си има своја улога за неговиот инструмент, кога се креира музиката, секој дава идеи, тоа се склопува, се прави песната и така креираме, нели сите песни ги креираме на тој начин и така функционираме. Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing. 12 февруари. Скопје беше домаќин на едно од најјаките R&B групи кои постоеле. No Diggity, Blackstreet Boys. Во станица 26, пред вистинските љубители, се започна со диџеј сетот на Тони Зен, кој вртеше одлична музика од златната ера на R&B и хип-хоп. После на сцената се качија Bobo and the Gang, супер фантастичен бенд од Бугарија.
Свират супер мешавина на повеќе правци, хип-хоп, блуз, фанк, R&B, одлични рефрени, певливи и разиграни. Слободно, Бла-Бла констатира дека тоа е еден од најдобрите бендови на Балканот. По нив, вечерта кулминираше со Blackstreet Boys. Се започна со голем бум, пејќи ги најпознатите рефрени на бендот, а секако на No Diggity веќе беше превртување. Иако триото е во сериозни години, на сцената имаа тинејџерска енергија и одличен дух, преубав настап и настан кој го испоштувавме. Бла-Бла ТВ. No diggity, I gotta bag it up now. I like the way you work it. No diggity, гледај Бла-Бла ТВ ти. You get high, I'm gonna find you and take it slowly. Where you're not, here I come. You get high, I'm gonna find you and make you hungry. Started at the same seat, walk away. Those who can relate, know the hood and get. Jill Ross and Golden Gates, those who think they wait. When they leave the boy, we the promise. The world, everyone will live alone in the ghetto, of course. Picking up an old horse, I keep the What we gonna do right here is go back. Way back. Back to the time. Oh yeah. How you feeling tonight? If you take your love away from me, I'll go crazy. I'll go be sad. Put your hands together. 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 Here we go, y'all. Come on. Come on. See you up there. Sing along. Here we go, y'all. You got your pride, baby. I got mine. It's just stepping all up. You say you love me, don't mean nothing. If you care, you be there like you used to be. Just all the work to make you realize that I really, really want you to stay. This young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud, my production is tight. We run shit. I ain't playing with. Љубителите на латино музиката во по 10 години постоење на македонскиот состав Туmbao Salsa Band ќе може да уживаат во кубанскиот ритам и латино џезот на 4 и 5 март во Универзалната сала. На пресконференцијата во ресторанот Пелеста, покрај информациите за концертот беше промовиран и видеозаписот за песната Куба. Екипата на Бла-Бла дојде вида победи и се доби желба на 4 и 5 март да биде дел од латино спектаколот, кој ќе ја долови летната атмосфера во ова ладно време. Гости на оваа промоција, како дел од организација на медија планот на Tumbao Salsa Band, со голема чест сакам да ви најавам еден настан, кој што нашите пријатели тука веќе со години ни го разделуваат и размножуваат сите градски настани и фестивали. И со голема радост на македонската публика со оваа промоција, овој уникатен состав сака да го најави својот концерт кој што ќе се одржи на 4 и 5 март во Универзалната сала. Од 18 до 26 години, значи помлада публика, и кои ја сакаат латино музиката, ни беа присутни. Ние свиревме латин джез тамо, не ни се побунија,
Значи свиревме и поп музика, свиревме и онаа права кубанска музика. Не се покунија така да си дадовме за право дека можеме да направиме еден албум. И минатата година го издадовме албумот Бела Салцита, тоа беше на манифестацијата Златна буламара. Ние испаднавме заедно со нашите пријатели од Куба, се викаат Азафран Микс. Не се присутни денеска овдека, тоа ќе пристигнат на 22. Може би нешто порано некој од нив ќе дојдат заедно да настапиме на манифестацијата на Златна буламара. Бела Салцита е албум кој повеќето од вас, иако се новинари и се бават со тоа, прв пат го држат во раците, заради тоа што ние официјална промоција не направивме поред за новинари, само го поделивме на присутните во универзалната сала. И во текот на годината направивме неколку спотови, видео спотови, кои денеска прв пат ги промовираме овдека пред вас, прв пат ги гледаме и ние. Значи, за видеопродукцијата, јас би сакал јавно да му се заблагодарам на нашиот пријател на Кумбала Салса Бенд, Веселин Стефановски, кој од хоби се бави со видео, со филмска режија, и тој за нас, значи, ги направи овие спотови кои денеска ги гледате, овдека кои ги промовираме, како ни остана да направиме уште два спота, значи за песната Галичица и за песната Македонско девојче, меѓутоа кога ќе дојде време за тоа, јас се надевам дека ова лето ќе се дозволи и тоа да го направиме. Исто така би сакал да им се заблагодарам на нашите домакини овдека ресторанот Фелистер, ја викам градска кафана, кај ги се најдем во градската кафана, што ме примија онака препознавајќи не дека сме дел од градската кафана. И не сме толку кафански, поише сме клубски луѓе. Таа музиката и кој ни кажавме дека ќе правиме концерт, ни побараа веднаш карти и ние израчунавме дека првиот концерт практично половината они ќе ни дојдат и затоа се осмеливме да кажеме дека ќе направиме на 4 и на 5 март. Дека два концерта, па се надевам дека ќе имаме публика. Во секој случај ние значи Кумбала Салса Бенд веќе со години свири по нотните клубови, имаме создадено репертоар, овие нашите песни многу малку ги свириме, Пато Море Душманке, Среќата со парење се купува, Вивала фиеста на јавните настапи, многу малку ги свириме и затоа решивме да направиме концерт. Друго не знам што да кажам, на концертот ќе бидат присутни Хавана Микс Куба. Тоа се неколку постави доаѓаат овдека во Скопје во Македонија и учествуваат во, да кажеме, во ноќниот живот на градот. Меѓутоа една постава доаѓаше две години поред во клубот Миднет што свиревме и ни стана буквално пријатели, се дружевме со нив, ја споделивме кубанската музика, едноставно уживавме они кога ќе ни дојде на сцена и заедно кога ќе свиревме. И затоа решиме да ги поканиме специјално ќе дојдат од Куба за нашиот концерт, да ни бидат гости на 4 и на 5. Друго, ја би сакал да го исто така да го кажам нешто во врска со смотовите, дека ги снимивме повеќето во клубот Midnight, кај што и долги години свиревме. Освен спотот Куба, кој денеска прв пат ноќеска го мислам дека ќе можеме после моето говор да го пуштиме Куба, да? Куба кој го направивме на островот Амолијани, тоа е островче мало кој се наоѓа меѓу двата крака на Халкидик, помеѓу Света Гора и гледа точно на Хилендар, тоа е манастир. И значи кубанската атмосфера која пробавме да си ја дозволиме, да ја направиме, е баш на тој остров. Имавме 3 дена прекрасна дружба. Сакам да ги поздравам и
Овдека се Мартин и Даријан Трајанови, кои беа главни ликови на спотот, и благодариме. И јас се надевам дека ќе ни учествуваат исто така на концертот и ќе го поддржат Тумбао Салса Бенд. Таму се во Кјошот, они свират, они пеат, они се спортисти, драги луѓе на Тумбао Салса Бенд, така да ја ќе предложам да го пуштиме Куба спотот, па после може да се утеба под зборување. Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud and my production is tight.